Планираниот кружен тек на местото на двојниот мост кај гимназијата како идеја за решавање на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје на Кочани ќе се реализира во наредниот период. За мислата на локалната власт, таквото сообраќајно решение да стане реалност е влезено во почетна процедура. Дополнително, што на неодамна завршените буџетски форумски сесии, тој проект како најприоритетен доби најмногу бодови од присутните граѓани. Ваквиот инфраструктурен зафат од општината го оправдуваат и со позитивните искуства што се покажале по изведбата на кружниот тек кај полициската станица, каде семафорите и другата сигнализација се замениле со поефикасно решение. Со оглед на веќе завршената техничка документација, желба на актуелната општинска администрација е изведбата на кружниот тек на двојниот мост да започне наредната година, поради што се предлага да влезе во планирањето на општинскиот буџет за 2017-та. Сепак, дилема е од каде ќе се изнедат близу 700.000 евра за успешна изведба на целиот проект. Таквото прашање беше поставено и на расправата за нацрт буџетот за догодина, што се одржа по завршувањето на редовната седница на Советот на општината. Значи, приоритет на форумските сесии беше сепак кружниот тек. Меѓутоа, разгледувајќи ги приходите и расходите на општината, каде што господинот Рашков ни ги презентираше таму, јас добив впечаток дека средствата не се доволни за обемот кој што овој зафат всушност ги бара, и сега ќе барам во нацрт предлогот на буџетот да се стави акцент на тоа, особено што знаеме дека тоа се работи во програма определена, колку буџетот ќе може финансиски тоа да го издржи, бидејќи за волја на вистината ќе кажам дека станува збор на сума од 42 милиони денари. Со оглед што просечниот едногодишен буџет со кој располага локалната општинска власт на Кочани ни приближно не е доволен за да се покријат трошоците за изградба на кружниот тек, се јавува дилема од каде ќе се најдат толку пари и дали локалната самоуправа ќе влезе во ново кредитно задолжување. Ако се има предвид од и жителите на општина Кочани, во наредните години веќе имаат за враќање кредит од 1 милион евра за јавното осветлување, но и уште 600.000 евра кредит за замена на водоводната мрежа од средна зона во градот. Тогаш прашање е како тоа ќе се одрази на ликвидноста на општинската сметка во идните градоначалнички мандати.